Добра вечер во Дневникот на КТВ, четврток 22 август 2024. Заседаваше Советот на Општина Кавадарци, донесени повеќе значајни одлуки и заклучоци. Во Кавадарци нема место за отворање на објектот Г1 загадувачка индустрија. Кожувчанка и Комерцијална банка донираат опрема за скијање на Михајлово. Општината го превзема машкиот кошаркарски клуб Евроникел. Тоа се дел од содржините што ќе ги гледате во Дневникот. Советот на Општина Кавадарци денеска ја одржа 45-та редовна седница. Познати добитниците на 7 септемвриска награда, усвоен кварталниот извештај за извршувањето на буџетот во вториот квартал од годината. Едногласно донесени заклучоци дека во Општина Кавадарци нема место за отворање на објект во Г1 загадувачка индустрија. Советот на Општина Кавадарци во рамки на денешната 45-та седница ги утврди годинашните добитници на наградата 7 септември, која се доделува по повод денот на ослободувањето на Кавадарци. Локален музеј галерија ја добива оваа награда за особен придонес во културата и културното наследство. Мики Виденовиќ во областа на новинарството и Љубица Мешкова Солак за особен придонес во уметноста и културата. Наградата ќе биде доделена на свечената седница на Советот. На седницата денеска беа донесени одлуки за продолжување на работното време на угостителските објекти во Кавадарци за време на одржување на манифестацијата Гроздобер и за утврдување на дополнителни јавни паркиралишта за време на Гроздоберот. Беше усвоен кварталниот извештај за извршувањето на општинската каса во првите 6 месеци од оваа година. Буџетот за 2024 е димензиониран на износ од 1 милијарда 343 милиони 427 милијади денари. Остварувањето на вкупните приходи по сите основи за вториот квартал е во износ од 570 милиони 449 илјади денари во однос на планираните, или изразено во проценти 42,46%. Остварувањето на редовните буџетски приходи изнесува 240 милиони 633 илјади денари или 37,33%. Остварувањето на приходи од наменски дотации е 49,27% од планираното, додека приходи од самофинансирачки активности има остварување од 37,36%. Приходите од донации се остварени 17,8%, стои во образложението на извештајот. Советникот од СДСМ Вуко Мелов забележа јавните предпријатија биле загубари, а општината е со долг од 1,5 милион евра. Градоначалникот Митко Јанчев реплицираше дека долгот не е воопшто голем ако се земе во предвид интензитетот на реализација на проекти во општината. Наброја 20 на проекти за кои рече дека ќе бидат реализирани до крај на оваа година. Председателот на Советот, доктор Стојан Чорамов, рече дека владата ќе изгради за обиколница во Кавадарци значаен капитален проект за општината, а најави дека следната година во Средното општинско училиште Ѓорче Петров ќе биде отворена и паралелка за медицински сестри. На седницата беа усвоени измени и дополнувања на одлуките за субвенционирање на јавните предпријатија. Советниците ја прифатија и одлуката за донација од Кожувчанка на ски опрема на Михајлово со која ќе располага Јапа Јасмин. На денешната седница беа прифатени годишните програми за работа на основните училишта, годишни планови за вработување и извештаите за работењето во првите 6 месеци од годината на јавните предпријатија, Комуналец Јасмин, Паркинг и мини хидроелектрични централи Лукар. Пред советниците градоначалникот Јанчев поднесе информација околу постапката за оцената на влијанието на животната средина во врска со еколошки рециклажен центар за собирање и третман на отпадни гуми во општина Кавадарци. Ставаме крај за проект и таков капацитет нема да се отвора, беше дециден Јанчев. За секое барање за Г1 индустрија ќе биде ставено во наредниот период како точка на дневен ред пред советниците, се обврза градоначалникот. Потоа следеа дискусии од советниците кои ги искажаа причините зошто кавадарчани се противат на отворање на нова Г1 индустрија. Едногласно Советот заклучи дека е против изградбата на објект за тешка Г1 индустрија и во наредниот период, доколку има такви намери, прво да биде информиран Советот, а потоа општината да дава мислење.
Денес Советот на општина Кавадарци донесе одлука за отпочнување постапка за преземање на машкиот кошаркарски клуб Евроникел 2005 АД Кавадарци. Со оваа одлука, впрочем, Советот на општина Кавадарци даде согласност за почнување на постапката со која што ќе треба да се превземе клубот во целост без надомест во 100% собственост на општината со обврски во моментот на преземањето. Причина е тоа што врз основачот на машкиот кошаркарски клуб Евроникел 2005 АД Кавадарци е покрената стечајна постапка. Од оваа зима кавадарчани ќе уживаат и во зимските спортови. Општина Кавадарци денес доби голема донација од Кожувчанка и Комерцијална банка, која означува почеток на развој на зимскиот спорт во кој ќе уживаат сите генерации, информираше градоначалникот Митко Јанчев на денешната седница. Уште од пред 3 години работиме урбанизација на место Михајлово, токму кај Карулата за изготовка и правење на ски патека со должина од 400 метра, ширина 75 метра и веќе е во фаза на изготвување на самата патека. Во делот на проектот кој што го имаме, замислата е да се набави целата опрема да се прими донација на општина Кавадарци, а по монтажите и пуштите у функција кој што го очекуваме да биде во месец декември, да стопанисува со целата опрема и располагање понатаки во делот на приходи, спортскиот центар Јаспин како ски зона и ски стаза во делот на општина Кавадарци територијата. За кратко би кажал тука дека станува збор за ски лифт со должина од 370 метри со капацитет од 600 лица на час, скијашки појас или така наречена лента за најмалите са 800 лица на час, 4-зонска вртелашка и имаме филтри, хидранти, снежни топови и мобилна пумпа каде што ќе имаме акумулација на вода за да имаме и вештички снег за да може да и при полоши зими да се продолжи сезоната, а и пред сезона да имаме на самата локација вештички снег. Ова е голем благодет за општина Кавадарци, на моје лично барење и залагање. Успеавме оваа сума која што тука сега влегува како донација е со вредност од 231.600 евра. Или речи 14 милиона и 300.000 денари, која што е многу значителна сума. Донацијата ќе биде од Кожувчанка до компанијата целосна, меѓутоа за интерес на јавноста 50% донацијата ќе ја покрие Комерцијална банка. Односно, како донатор према општина Кавадарци се јавува Кожувчанка, а Комерцијална банка ќе донира во Кожувчанка 50% од оваа вредност, која ќе биде како трипартитен договор и ќе се стави во самиот договор и ќе оде во понатамошните институции за одобрување самата донација. Така да станува збор за 230.000 евра, од кои што 115.000 евра се донација од Кожувчанка и 115.000 евра од Комерцијална банка. Јас сакам да ги поздравам двете компании, ова се значителни бројки на сума и очекуваме да месец декември биде во функција комплетно оваа ски стаза и да попратните елементи спортскиот центар Јаспин ги обезбеде и да имаме еден благодет на територијата на општина Кавадарци за тоа што како територија и во делот на планината Кожув ни овозможува да имаме ова ски зона, очекувам да биде едно од поатрактивните места во регионот. Во тек е изградбата на парк во склоп на Средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров на површина од 14.000 метри квадратни со вкупна вредност од 9.870.000 денари. При изградбата на овој парк во целост ќе биде опфатена реконструкција на постоечките игралишта, изградба на пешачки патеки, поставување на детски реквизити и урбана опрема. Со завршувањето на паркот ќе се направи пешачка врска со кејот
кој е во поодмината фаза на изградба, со тоа граѓаните добиваат комплетна пешачка зона и рекреативен дел. Работите ги изведува фирмата Power Trade, информираат од општина Кавадарци. Се продолжува со поставување на метални столбчиња за еластична ограда на локалниот пат кон селото Раец. Од општина Кавадарци информираат дека во понеделник 25 август во периодот од 5:30 до 6:30 часот ќе се спроведе третото авионско прскање против комарци за оваа година на територијата на општината. Третирањето ќе го врши фирмата Бониер од Куманово. Се апелира до сите граѓани и пчелари дека во периодот на третирање и 3 до 4 часа потоа потребно е да се затворат кошниците, тоест сандаците со пчели, заради можноста од влијание на средството со кое се врши третирањето врз безбедноста на пчелните семејства. Во случај на врнежи, прскањето ќе биде одложено за друг ден. Со третирањето ќе биде опфатено течението на реката Луда Мара од село Марена, целото градско подрачје, село Ваташа, па се до Брана Моклиште. Ко гледате дневникот на КТВ, следуваат и останатите содржини. Премиерот Христијан Мицковски при вчерашната посета на Неготино во изјавата за медиумите говореше и за проекти кои владата ќе ги реализира во наредниот период. На помалку од 2 месеци од денеска, како влада, реализиравме и направивме многу проекти. Дел од ветувањата кои што беа наши крупни ветувања, можам да кажам дека најголемиот дел од нив уште во првите 50 на дена од мандатот на оваа влада беа исполнети и реализирани. Тука пред се мислам на оној почеток кога успеавме да обезбедиме двотретинско мнозинство и да направиме реструктурирање на владиниот кабинет. Потоа, после многу години, би рекол повеќе од 2 децении, политичката партија Демократска унија за интеграција има потреба да од опозиција се консолидира програмски, но и кадровски, за да може на некој од следните парламентарни избори во Македонија да биде конкурентна. Понатоа можам да кажам дека во првите 50 на дена се случија 3 големи крупни директни странски инвестиции кои што отпочнаа со својата реализација. Тоа е на компанијата Епсотек, тоа е проширувањето на производното портфолио на компанијата Ваптек, компанијата Алказар, повеќе од половина милиарда евра ќе бидат инвестирани во периодот кој што следи, во следните неколку години. Истовремено можам да кажам од овде во Неготино со задоволство дека преговараме со уште 3 компании кои што до крајот на оваа календарска година треба да го заокружат својот инвестициски циклус. Имаме силна конкуренција, пред се мислам на една компанија која што ќе започне гринфилд инвестиција. Во конкуренција сме со една држава многу голема и многу силна, многу моќна од Европската унија за реализација на нова инвестиција. Мислам дека ќе дадеме се од себе да ја донесеме, вредноста би било околу 150 милиони евра. Истовремено, 2 веќе постојни инвестиции ќе го прошират своето портфолио, својата производна гама овдека кај нас во Македонија со дополнителни најмалку 100 милиони, што значи дека во првите, би рекол, 6 месеци од мандатот на новата влада, најголемиот дел од оние очекувања кои што беа и ветување за време на кампањата ќе бидат реализирани. Истовремено можам со задоволство да кажам дека донесовме одлука за зголемување на линеарно зголемување на пензиите за пензионерите, тоа кое што беше наше изборно ветување. Можам исто така со задоволство да кажам дека неколку месечните плати и обврски кои што ги имаат 2 клучни компании како што се АД Водостопанство и Национални шуми, каде што работат повеќе илјадници наши сограѓани кои што не беа исплаќани од страна на претходните раководства, набрзо денеска ќе бидат исплатени. На вчерашната седница на владата донесовме одлука за исплата на неколку месечните заостанати плати во Национални шуми и долгување кои што ги има компанијата кон комитентите. Беше усвоена измената за програмата за АД Водостопанство и веќе на следната седница ќе се донесе исто така одлука за исплата и на ова за останато побарување од страна на вработените, што ќе значи дека повеќе од 1000 би рекол повеќе илјади наши сограѓани ќе го добијат она кое што макотрпно
и со пот го имаат заработено, а за жал неколку месеци, од тоа што бев информиран 4 месеци, не беше исплаќено од страна на претходните раководства. Можам да кажам дека беше донесен ребалансот на буџет претходно. Како предизвик сакам да напоменам дека повеќе од 5 милиарди денари не беа предвидени во буџетот од страна на претходната влада на СДСМ и ДУИ. Најдовме начин, најдовме можност да сето тоа биде реализирано со ребалансот на буџет, фискалната дисциплина, консолидирањето, намаленото ниво на корупција и криминал. Во месец јули резултираа со зголемени приходи на управата за јавни приходи овој јули споредено со јули минатата година од 40%, Царинската управа овој јули споредено со јули од минатата година 20%, јавното предпријатие за државни патишта за 10% и така натаму, се на се изголемената дисциплина резултираше со поголеми приходи од ни повеќе ни помалку од 100 милиони евра, што ќе значат повеќе пари во буџетот, што ќе значат повеќе пари за граѓаните, за зголемени плати, за проекти, повеќе субвенции за земјоделците и така натаму. Исто така сакам да го истакнам фактот дека заедно со Министерството за локална самоуправа, тука е министерот, отпочнуваме еден голем проект на реализација на капитални инвестиции во општините, 250 милиони евра годишно, 15 милиарди. Започнуваме од овој месец, набрзо денеска, преку Министерството за локална самоуправа, министерот ќе го објави повикот до општините да аплицираат со проекти како овој, слични на овој, кои што ќе можат да бидат финансирани од централниот буџет и ќе бидат финансирани за граѓаните. Исто така ги донесовме измените во Законот за јавна здравствена заштита, каде што веќе нема да имаме дуализам, односно ќе имаме јасна одговорност кој управува и кој менаџира со болниците и здравствените институции кај нас во Македонија. Нема да имаме, како беше она, економски или организацијски директор, па ќе имаме здравствен и така натаму, ќе има едно лице кое што ќе биде одговорно, а со што намаливме десетици, би рекол стотици функционерски плати, пари кои што ќе останат дополнителен приход на Министерството и на здравствените институции, а со тоа ќе може да се реновираат тие исти здравствени институции. Исплативме 1 милиарда денари, или предвидовме во ребалансот за останати долгови кон земјоделците, уште 1 милиарда ќе бидат предвидени за почетокот на следната фискална година и конечно последната милиарда до крајот на следната година ќе биде исплатена до земјоделците за останати долгувања од минатото, што значи дека покрај тековните ќе имаме уште дел од средствата кои што беа заостанати во минатото, кои што ќе бидат дадени до земјоделците. 50 би рекол дена напорна работа, 50 дена работа за секој еден човек, за да биде Македонија повторно твоја. Така и ќе продолжиме. Не баравме 100 дена, бидејќи знаевме дека ќе ги немаме тие 100 дена. Не баравме ни 100 секунди. Од првиот ден работиме за доброто на граѓаните, работиме за доброто на Македонија, така и ќе продолжиме. Честно, одговорно, посветено. Уште еднашка сосема на крај сакам да се заблагодарам за поддршката која што добиваме од граѓаните. Вие сте нашата инспирација за да можеме да работиме целодневно, би рекол, некам да биде клише како она во минатото 7:24, тоа е невозможно, ние чуда не ветувавме, но ветувавме многу работа, посветеност, честна работа, така работиме во овие први 50 на дена, така и ќе продолжиме и понатаму. Бегството на Блерим Рамадани е организирано од структури на МВР и вработени во институциите. Обвинија на денешната пресконференција од СДСМ и побараа оставки. Време е јавноста конечно да ја дознае вистината за скандалот поврзан со бегството на Блерим Рамадани. Вистина која се крие од страна на МВР по секоја цена. Вистина која разоткрива целосната шема за тоа кој го организирал и овозможил бегството на Рамадани. И како всушност е партизирана и узурпирана државната граница со Косово од страна на структури од власта. Денес ќе поставиме прашања и доколку владата и МВР не се одважат да излезат и јавно да ја соопштат вистината за целата организација на бегството на Рамадани, СДСМ ќе го објави целиот скандал. По сите информации кои ги имаме, јасно е дека владата и МВР точно знаат што се случило и молчат. Денеска го прашуваме Тошковски, ВМРО ДПМНЕ и ВЛЕМ и им даваме можност
сами да излезат во јавноста со фактите, а потоа да започне процес на истрага и оставки од сите вклучени во скандалот со бегството на Блерим Рамадани. Прво, дали е точно дека на 10.8. кога Рамадани бил во куќен притвор, тој всушност си бил на Косово? Дали е точно дека на тој ден, околу 18 часот и 40 минути, Рамадани со возило, без да биде застанато на границата, бил однесен на Косово и доцна вечерта вратен во куќниот притвор во Македонија? Подсетуваме дека ги имаме деталите и секоја лага на владата и институциите по однос на ова е кривично дело. Понатаму прашуваме дали е точно дека на 14.8., односно дента кога е избеган Рамадани, тој ја напуштил државата на ист начин, со службено возило на државна институција, управувано од човек вработен во институциите, а повторно пропуштен на граничниот премин без никаква контрола. Дали ова не значи дека не станува збор за бегство, туку организирано пуштање на затвореникот на Косово, во кој учествувале македонските институции? Дали ова не е всушност партиско-полициска организирана шема? Го прашуваме Тошковски, дали е можно човек баран со меѓународна потерница буквално да се шетал преку границата на 2 пати, додека де факто е во притвор кој треба да го обезбедува МВР? Која е улогата на МВР во возможување на прошетките на Рамадани и негово конечно напуштање непречено на државата? Очекуваме одговори во следните 24 часа. Доколку не ги добиеме, ќе ги објавиме сите информации од свиркачите кои ги добивме. Фактот што СДСМ фамозните наводи за Рамадани ги презентира во прашална форма говори дека се свесни дека лажат и ловат во матно, реагираа денеска од ВМРО ДПМН. 2% доверба од народот и судскиот совет уште молчи за Пајазит кој дозволи бегство, помилува поранешен функционер на ДУИ и ги ослободи насилниците од Скопскиот аеродром. Дали некој во правосудството има дилема зошто народот има 2% доверба? Колкава треба да биде довербата кога институцијата која треба да ја гарантира независноста на судството се става во заштита на ДУИ и СДС? Судскиот совет со денови го толерира Пајазит, кој не само што овозможи да избега Блерин Рамадани, туку и условно го осуди Иџет Мемети, кој призна подкуп наместо да досуди затвор. Тоа е рамно на амнестија. Истиот Пајазит ги ослободи и насилниците од Скопскиот аеродром и во целост е усогласен со политиките на ДУИ и СДС, наместо да суди по закон. Пајазит одамна требаше да биде разрешен, ако судскиот совет не беше под 100% влијание на ДУИ и СДС. Член на истиот тој судски совет до неодамна беше и сега осудениот Наќа Георгиев, кој беше фатен во подкуп, кој го зел за да влијае друг судија да досуди помала казна за Боро Малборо. А асистенција му вршил Иџет Мемети, заменик председател на Советот на јавни обвинители. И како сега народот да му верува на судскиот совет и Советот на јавни обвинители, кога тие што седат во него, живи, се фаќаат како земаат подкуп со цел да влијаат во постапки. И наместо да преземат чекори кон подобрување, имаме еден долг и непрекинат молк. Уште еднаш повторуваме. Реформи во судството мора да има. А пред тоа, институциите да си ја завршат работата и да почнат со санкционирање на Пајазит, да го спасат оној рейтинг од 2%, ако не се стопил. Сите учебници кои владата ги вети оваа година ќе стигнат до почетокот на школската година, изјави вчера во Кавадарци министерката за образование и наука Весна Јаневска. Сите учебници кои оваа влада ги вети оваа година ќе стигнат до почетокот на школската година. Дистрибуцијата е веќе почната, ние објавивме дека е почната, се уште имаме учебници во печат, но по договорот тие до 1 септември би требало да бидат во учебниците. Јас длабоко се надевам дека тоа ќе биде испочитувано од дистрибутерите. Повторувам дека нема да има учебници за странски јазици, не по вина на оваа влада, туку по вина на претходната влада, затоа што
тендерот е поништен и се уште е во жалбена постапка и ништо што би било во склоп на закон не би можело да се преземе надвор од тоа да ја чекаме да заврши таа процедура. Другото се надевам ќе биде се во ред и она што многу ги интересира и наставниците и родителите, ќе има историја и општество за 5 и 6, историја за 7 и географија за 7. Тие веќе ги видов како курнек и навистина се убави учебници. Наставниците и работниците се разочарани, платите со оваа влада нема да растат, вели во изјава за медиумите председателот на СДСМ доктор Венко Филипче. Се сретнав со дел од наставниците во Битола, каде што денеска сум во посета. Разочарувањето од тоа што оваа година ќе започнат школската година без покачени плати е големо и тоа јасно ми го пренесо. Покрај наставниците има големо разочарување и кај сите останати работници кои школската година ја започнуваат со зголемени трошоци за живот и најави дека нема да се зголемуваат платите. Прекинот на трендот на постојан раст на платите, вклучително и на минималната плата, која што СДСМ успешно го спроведуваше 7 години, е на директна штета на работникот и го загрозува животниот стандард на граѓаните. Сметам дека е погрешно враќањето на оние политики на ВМРО ДПМН од минатото, кога работниците беа третирани само како ефтина работна сила. Денеска гледаме дека трошоците за живот се покачени, а платите не се зголемуваат, што апсолутно значи дека животот на граѓаните станува потежок. СДСМ останува партнер на работниците, на граѓаните и на синдикатите. Преку собранието, но и преку сите демократски механизми кои ни се на располагање, ќе вршиме притисок врз актуелната власт да ги промени погрешните политики, да го смени планот и да овозможи платите да продолжат да растат. Владината коалиција функционира безпрекорно и амбиентот внатре е конструктивен, вели премиерот Христијан Мицковски, одговарајќи на новинарско прашање по вчерашните препукувања меѓу владините партнери ЗНАМ и ВЛЕН. Според Мицковски, логично е да има различни ставови по некои прашања, но важно е секогаш да се наоѓа решение. Важно е, вели Мицковски, да се напомене дека оваа влада има поддршка од повеќе од 2/3 од пратениците во парламентот и тоа, според него, е важно, затоа што граѓаните очекуваат резултати. Мицковски, наместо да биде коректор на лошите политики и однесување на функционерите во неговата коалиција, тој се постави како заштитник и промотор на вакви политичари, реагираа СДСМ и додаваат: со оваа изјава можеме да бидеме сигурни дека одговорност кај ни еден функционер нема да има, ниту кај оние од ВМРО ДПМН, ниту кај коалицијските партнери, се вели во реакцијата од опозицијата. Од спортот, познат е возниот ред во првата машка ракометна лига. Вардар Неготино тргнува на домашен терен против екипата на Текстилец. Во Ракометната федерација на Македонија конечно на ред дојдоа и ракометните прволигаши. Федерацијата ги одреди групите за сезоната 2024-25 во првата лига. Минатогодишните суперлигаши Мултиесенс, Еврофарм Пелестер 2 и Аеродром се најдоа во иста група. Во групата А се екипите на Еврофарм Пелестер 2, Мултиесенс, Аеродром, Металург ГР, А, Јехона, Овче поле, Кичево, Астрајон и Борец. А во првото коло ќе играат Јехона Мултиесенс, Аеродром Овче поле, Астрајон Металург, Еврофарм Пелестер 2 Борец, а Слободно е Кичево. Во групата Б се најдоа екипите на Вардар Неготино, Скопје, Младост Богданци, Драчево, Македонија Ѓорđe Петров, Шампион, Партизан Гевгелија, Текстилец и Преспа Вардар. А двојките за првото коло се Вардар Неготино Текстилец, Преспа Вардар против Драчево, Шампион Партизан Гевгелија, Македонија Ѓорđe Младост Богданци, а Слободно е Скопје. Во регуларниот дел по групи ќе се одигра по едно кружен бод систем по принципот дома-гости, два пати по 9 кола, вкупно 18 кола. По завршување на регуларниот дел од првенството се формираат две нови групи. Плейоф групата, која ќе брои 10 екипи, формирана од екипите кои ќе се најдат од првото до петото место во А и Б групите.
ќе се игра 2 пати по 5 кола или вкупно 10 кола по принципот дома-гости, само со екипите кои играле во другата група во регуларниот дел. Плејаут групата ќе брои 8 екипи, формирано од екипите кои ќе се пласираат од 6-тото до 9-тото место од А и Б групите. Ќе се одигра 2 пати по 4 кола или вкупно 8 кола дома-гости, само со екипите кои играле во другата група во регуларниот дел. Во плей-оф и плей-аут групите се пренесуваат резултатите и бодовите постигнати со екипите со кои веќе се играло во регуларниот дел во групата, а се пласирале во истата плей-оф или плей-аут група. Прво пласираната екипа од плей-офот влегува директно во Суперлигата, а второ пласираната ќе игра еден бараж надпревар со пето пласираната екипа во плей-аут групата од ракометната Суперлига. Утре ќе биде сончево и топло со мала до умерена локална облачност, ќе дува слаб ветер, претежно од северен правец, UV индексот ќе биде 8, а температурата до 38 степени. Од недела во попладневните часови ќе има локална појава на пороен дожд со грмежи, а повеќе услови за нестабилност ќе има од среда. Благодарам за вниманието ви, посакувам пријатни мигови со останатите содржини на програмата на КТВ.